Напната атмосфера пред кривичниот суд за 27 април. Реакциите доаѓаат откако вчера подгрупата за помирување информираше дека го изготвила законот за амнестија, па јавноста почна да лицитира со имиња кој ќе биде амнестиран, а кој не. Ова ги разлути дел од обвинетите, но и адвокатите. Дајте да го видиме законот, па после ќе видиме. Немојте да шпекулирате без да знаете за што се работи. А што доколку законот го содржи тоа? А што доколку се сруши ова? Оставам на вас. Меѓутоа, да не импутирате нешто што не е кажано. Мене ме ставија медиуми дека може да бидам опфатен или неопфатен. Вжештена атмосфера надвор, вжештена внатре. Во судница отекна саркастичен аплауз, откако адвокатите се заблагодарија на судиката Добрила Кацарска за незапаметено водење на постапката. Си разменија и неколку реплики во однос на тоа кој како се однесувал во судница и како се суди. Ако некој ме праша за постапувањето на судиката во текот на постапката, веднаш би кажал дека може да напредува неколку скалила погоре. Кацарска му возврати. Направивте театар, колега, но овој пат нема да ве казнам. Внимавајте за друг пат. Претходно во одбрана на Бетмен сведочеше владиката Пимен. Во својот исказ за Бетмен, тој рече дека му бил долгогодишен пријател и духовно чедо, но и дека немал намера да влезе во собранието на 27 април. Околу целиот тој протест, но секако дека околу крајот дека треба завршене насилно бевме секогаш на иста страна и тој се трудеше Богдан да го направи се во време. И додека се одвива овие действија во судница, на пријавница, судската полиција бришала снимки од камерите на снимателите по барање на обвинителката, која не сакала да се снима, и покрај тоа што новинарите и снимателите имаат одобрение од Врховен суд. Ова се случува по втор пат.